Добро вечер. Топ тема на ваша страна вечерва во своевидна дебата во низа за и околу работата на собранието, кои се приоритетите на парламентот и кога ќе дојдат на ред. И секако по последните случувања минатата недела со гласањето на законот за јазици, што предизвика политичка нервоза, која сега се преточува за едни во спонтан, за други во организирана револт и протести пред домовите на дел од пратениците на СДСМ кои го гласаа законот за јазици. Но сето тоа е проширено со фокус кон парламентаризмот во македонскиот парламент, особено и по последната анкета на топ тема на ваша страна, која покажа големо незадоволство на граѓаните од работата на народните избраници и чувство дека тие се оттугени. Прашањето за вечерва до вас за одговор на социјалните мрежи е кој е одговорен за блокадата на собранието и очекувате ли пратениците конечно да се фатат за реформската работа? Следете не на социјалните мрежи и бидете дел од оваа дебата и со ваши коментари и со ваши прашања. А за најавените дилеми, вечерва мои гости се Горан Мисовски, подпредседател на собранието. Добро вечер и добро вечер. И благодарам на поканата, со задоволство ја прифатив. Господин Панче Минов, пратеник на ГРОМ, коалиција на ВМРО-ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. И Весел Мемеди, НДП, уште еден подпредседател на собранието. Добро вечер и добре дојдовте. За старт би почнал со она што е најактуелно или акутно и деновиве, ден за ден се менуваат пратениците од СДСМ пред чии домови се протестира поради носењето на законот за јазици. Мисовски, стигнаа до кај вас, се чувствувате безбеден? Јас се уште не сум го почувствувал тој тип на омраза кој што се шири овие неколку денови пред домовите на нашите колеги, но јас во овој момент се чувствувам безбеден. Но ако ми дозволите ќе прокоментирам во еден дел на она за кое што вие велите дека се случува овие неколку дена протест. Тоа практично не се работи за протест. Протестите имаат начин како функционираат. Тоа сме го правели ние кога сме биле во опозиција и така натаму. Овде се работи за класичен притисок, закана кон пратениците. При тоа, ќе си земам за право да шпекулирам дека според некои информации со кои што ние располагаме, сепак се работи за една организирана хајка од дел од структурите на ВМРО-ДПМН. Кога говорам од дел од структурите, мислам на дел од раководниот дел на ВМРО-ДПМН. Кој дел сега? Тие тврдат дека се единствени. Да, обично овие така наречени протести или по мене закана кон пратениците и нивните семејства го организира дел од општинските комитети кои што не знам дали се под контрола на новото раководство. Вака да бидам попрецизен. При тоа сите овие луѓе кои што го прават ова овие неколку денови, мислам дека не се свесни дека сењето на страв и омраза и поттикнувањето на насилство предизвика одредена кривична одговорност. Но веројатно во дебатата ќе дојдем и на таа тема. Она што сакам сега, ако ми дозволите, да го искористам вашиот медиум како подпредседател на собранието, како долгогодишен пратеник, да ги повикам тие структури, тие ќе се препознаат, предпоставам, во делот на она што зашто не ги именувате ако ги знаете? Дел од тие структури да се воздржат од она што од она што овие денови се случува. Па видовте на социјалните мрежи веќе кружат фотографии на некои членови на извршните комитети кои што велам не знам дали се под контрола на новото раководство на ВМРО-ДПМН, но исто така, ако ми дозволите, не слушнаме денес и во текот на вчерашниот ден дека ВМРО-ДПМН официјално се оградува од начинот на кој што нивни функционери на локално ниво го прават тоа што го прават. Имаше изјава и вчера и денеска на лидерот на ВМРО-ДПМН. Тоа не е добар потек. Сметате дека тоа што го кажем Христијан Мицкоски е недоволно? Мислам дека тоа не е искрено и не е доволно. Ако ми дозволите, ако председатели на општински комитети и дел од раководството во општините стојат позади тие протести, се сликаат пред домовите на пратениците, каде што се врши класичен притисок и закана кон пратениците и кон нивните семејства, мислам дека тоа не е доволно.
Имате посебна полициска заштита или за сега тоа е за одредени пратеници? Јас немам информација, но веројатно не сакам да навлезам во тие не за вас лично ме праша. Технички, тактички потези на Министерството за внатрешни работи. Јас немам. И не чувствувам потреба дека треба да имам. Господине Минов, кој е вашиот став? Дали ова вистински начин за искажување на еден граѓански револт, бидејќи излегува надвор од рамките на она што значи еден протест? Јас прво да се заблагодарам на поканата да учествувам во оваа емисија на Телма и поздравам граѓаните гледачи на оваа емисија, посебно моите кавадарчани и теплешани. И сакам да однапред кажам дека јас не согласувам со било какви насилни протести или кон некои искажување на револти кои што би довеле до загрозување на безбедноста, посебно и на пратениците и на било кој граѓани, да не ги двоиме пратениците како привилегирана структура, а посебно на нивните семејства. Но не се слагам со господинот Мисовски дека тоа е однапред осудувачка, неприфатлива, недемократска активност, затоа што секој протест е едно големо уставно и законско демократско право. Тоа не треба да се подценува како реакција на револт на граѓаните, кои што во случајот во огромно мнозинство искажуваат незадоволство од конкретно сега пратениците на кои што им дале доверба да ги застапуваат во парламентот. И тоа е една добра форма да пратениците и по овој случај и по наредните случаи на одлучување да не бидат само гласачи, него и да го следат гласот и застапување на интересите на оние што им дале доверба. Овде е очигледно дека има несовпаѓање на, пак ќе кажам, огромен број на граѓани, не сите, на она што нивните избраници во парламентот од актуелното мнозинство во собранието извршија на таков начин, а и неуставен закон за употреба на јазиците. Сега не ми е јасно дали сте за, дали ги поддржувате или не ги поддржувате, бидејќи реков констатација може би моја излегуваат надвор од рамките на насилните протести со насилство, со не ги поддржувам, али како протест на изразување на револт, дека не се слага со тоа што некој пратеник изгласал, тоа што нему е по волја или се осеќа загрозен и влева кај него страф за едината на својата држава и нација, во тој случај сигурно дека ги оправдува. И не мора да однапред не ги луѓето караме со тоа што ќе се испаднат да протестират, да ги заплашуваме сега повторно пак со кривични одговорности и така натаму. Ако има некој што го тоа организира, кој што го осмислува, кој што има некои други задни цели, тоа е друга работа. Али она што значи граѓанско реагирање на револт кон актуелното парламентарно мнозинство и конкретно пратениците на кои им дале доверба, што е тука недемократски? Ако ми дозволите, што е демократски и право на протест во скандирање пред дом на пратеник да даде Господ над гробната плоча да ви биде двојазичен? Па види сега, јас тоа прашање би го поставил и на адреса на другата страна. Кога победи Социјалдемократскиот сојуз во Кавадарци, околу 50-тина социјалдемократи, може би од НСДП биле, изразија пред мојот дом исто такво скандирање, каде што имам и повозрастни членови од мојата фамилија и многу мали деца, така да и ние не сме се чувствувале добро и никој тогаш нити се огради од таа работа, нити некој од надлежните органи превзе. И јас како човек, у функција на пратеник, не изреагирав, сметајќи го тоа е еден револт на луѓе кои што ете победиле и го изразуваат исти или слични такви изрази. Сигурно дека таква терминологија не е за комуницирање, не е за оправдување, али
пак ќе кажам дека ние треба во едно демократско општество, кога во собраниската процедура беме сведоци што ни се случи. Ни се случи заобиколување на правилата пропишани по деловник, ни се случи заобиколување на матична комисија да го релевантно со аргументи расправа донесувањето на овој закон. Ни се случи да кажам комисијата за европски прашања да се изигра демократското право на амандманска расправа. Се случи тоа што се случи на насилен начин донесување на законот без давање на право на пратеници од опозицијата да расправат, да го користат деловничкото право на процедурално обраќање. И сето тоа, ако го ставите во еден контекст на тоа што ме прашате, во се таков еден, да речем, конгломерат на неправилности, конгломерат на работи кои што не се во духот на парламентаризмот и деловничките процедури, да не речем логичка последица е и револтот и протест на граѓаните. Ако може, господин Христов, накратко. Нема тука, господин Минов, логични заклучуци. Постои устав и деловник за работа на собранието. Пратеникот и јас и вие и господинот и сите 120 сме заштитени во уставот, во делот на изјаснувањето на нашите ставови. Пратеникот не може да се повика на кривична одговорност за искажано мислење и за гласање. Ама најмалку има право, ако сакате и морално и секако, структури на ВМРО ДПМН да организираат овакви работи. Значи не може некој да зема правдата во своји раце. Или ако се вратиме на случаевите од 27 април, заради тоа што на некого, или некој сметал дека некој во собранието го прекршил уставот, ај ќе организираме луѓе да ги убијат тие пратеници. Постои уставен суд, постојат закони во оваа држава. Не може граѓаните, а најмалку мотивирани од една политичка партија, да организира вакви, вие велите протести, јас велам не се тоа протести. Тоа се класични закани и уцени кон фамилиите на семејствата, кон семејствата на пратениците. И ако ми дозволите, господин Христов, само накратко ќе ви опишам еден дел од писмото кое што го доби една пратеничка во собранието. Кратко за да го слушнеме Мемеди, па и одговорот. Може да замислите. Ти како пратеник со име и презиме, ако уште еднаш гласаш било како до третото колено во твоето семејство да ти се сотрене, тоа е катастрофа. Ако е тоа, она за вие кои што велите дека е логички, тука нема логика. А ја да те прашам... Или ги го почитуваме законот, или уставот, да го државата ќе воведеме во еден вид на анархија, од каде што нема дали вие се мешате меѓу граѓанството и народот после донесување закон? Дали се мешате? Да. Дали има на широко неодобрување на ово што се случи? Тоа е ваш заклучок. Не е наш заклучок, тоа е евидентно. тоа спорно. Било какво незадоволство кое што некој незадоволен да го изрази тоа, ама не на ваков начин на кој што сега се случува. Може замислите како има на семејството така да сакам да на кажам, не се работе за тие пратеници имаат деца. Не го оправдувам тоа го гледаат пред нивните домови неколку дена, прашуваат дали сме да излезат надвор. Партија или коалиција тоа го организира, а во фактичката реалност е огромно незадоволство од голем број на граѓани, не се работи за партија, се работи за тука ќе завршиме Во секој случај спекулациите од собраниска говорница ве штитат од кривична одговорност, овдека не. Господине Мемеди, кој е вашиот став околу ова што се случува, како реакција на носењето на законот, па ќе преминеме потоа и на деталите околу самиот закон кој што очигледно се неизбет. Претпоставам дека моите колеги што се тука присутни беа присутни и кога беше конституивната седница 4 месеци, баш јасна говорница на колешката, ако не се лажам, Ласовска, му пренесев дека многу лесно можеш да ги донесеш тие луѓе или граѓани, било што, надвор од собранието, но да знаете дека ќе биде многу тешко да ги носиш тие луѓе дома. Значи, таа моја забелешка од тогаш, веднаш после тоа ни се случи 27, не знам, 2-3 дена потоа ни се случи 27 април ни се случи. Значи, многу е битно
сите ние, пратеници, па и останативе, а особено пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, треба да пазат на ваква комуникација или говори или порака, бидејќи тие платиле голема цена, а најголема цена плати Македонија. Значи, прва работа, многу е битно да внимаваме дека овие се граѓани, па ово е демократија, па тие можат да си го кажат својот збор. Прва работа. Втора работа. Тука, за да го кажат зборот, се пратениците. Затоа тие луѓе го избра и Панчо Минов, и Весел Мемеди, и Горан Мисовски, тие да го кажат зборот и за законот за јазици, и за сите закони. Значи, граѓаните веќе платија една цена поради неодговорност на дел од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, сега пак овие пратеници или таа политичка партија ќе ги тера со сила или на друг начин, пак граѓаните да се борат за тоа што треба пратениците да се борат внатре во собранието. Но, еве сега доаѓаме до вториот дел, а тоа е дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ велат дека на нив правото да се борат внатре во собранието им било ускратено. Двајца подпредседатели сте овде, еве ќе почнам од вас, господине Мемеди, да бевте на местото на Талат Џафери, дали ќе го направевте истото? Прва работа... Ќе ги заборавевте или фрлите едноставно во корпат над 30.000 амандмани, кои што претходно сте ги легитимирале со самиот прием во Собраниската архива. И со повик до пратениците, давајте амандмани. Прва работа, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не се во собранието скоро 4 месеци. Втора работа, тие не се во собранието поради законот за јазиците, тие не се во собранието поради фактот што тие сака да се солидаризираат со нивните колеги што беа притворени. Ово да ни биде јасно прва работа. Значи тие не се во собранието 4 месеци. Ама тоа впрочем го кажуваат, тоа постојано го кажуваат на пресконференција. Тоа е прва работа. Втора работа. Доколку апсолутно законот за јазици е пречка, тие ќе присуствува на првото читање на истиот закон, на второто читање ќе присуствува, дури се појавија на третото читање со 35.000 амандмани. Значи, апсолутно не стои тоа дека законот е пречка тие да не бидат присутни. Тоа е сосема нешто друго. На второто не дојдоа. На второто ги изгубивте 3 дена расправа, а според не се појавија. Јас зборувам дека тие, мислам, 84 амандмани дадоа, но не се појавија воопшто да ги бранат тие амандмани. Не дојдоа ни на ред. Сите 3 дена ги потрошивте на еден амандман. Тие не беа присутни воопшто. Значи, да не биде јасно, мислам дека за јавноста знаат дека тие не беа ни првиот пат, ни вториот пат се појавија, третиот пат со 35.000 амандмани. Значи, блокада на собранието не е од страна на ово парламентарно мнозинство. Блокада на собранието, интенција на мерата им беше точно на ВМРО-ДПМНЕ со овие 35.000 амандмани да стават блокада на собранието. Ние всушност имаме деблокада на собранието, а не блокада на собранието. Значи, апсолутно тие треба да бидат присутни во собранието и да го кажат ставот, било тоа за законот за јазици, било тоа за нешто друго. Да ве прашав конкретно, дали како подпредседател на собранието, во отсуство на Талат Џафери, бидејќи тогаш го менувате, би постапиле исто и би го примениле истиот член? Јас едно ќе кажам. Не може никогаш деловникот да биде над уставот. Значи, многу е јасно што вика уставот за ова работа и за уставноста или неуставноста не може никој друг да одлучува, освен една институција, тоа е, знаеме кој треба да одлучи за таа работа. Значи, ние имаме една институција што се вика Уставен суд и сега и Весел Мемеди, и Горан Мисовски, и пратеникот Минов или било кој друг, во овој случај председателот Иванов, е над ова институција и он ќе одлучува дали е уставен или неуставен. Доколку е неуставен, зошто не му дозволуваме точно на ова институција да одлучува? Прва работа. Доколку не е уставен, ние како парламентарно мнозинство и како влада кажавме дека истиот цел закон ќе го носиме на Венецијанската комисија.
Да чекаме одговор нивната. Молам? Венецијанската комисија никогаш не оценува уставност на закон, туку усогласеност на закон согласно соодветните регулативи на Европа и на потребите. Ние како парламентарно мнозинство зедовме обврск, без разлика што тие само даваат совети. Ние тие совети ќе ги применуваме во самиот закон. Зашто тогаш обратно не го направивте? И што беше причината законот да се донесе денеска, веднаш, сега или никогаш? Не, извини. Вие процедурата ја прекршивте. Не, процедурата вели дека расправата треба да се донесе во рок од 30 дена. Вие ги промашивте сите рокови и најдеш дојдовте до еден момент кога председателот на собрание се запази процедурата. Тој си ја закажа седницата во тие 30 дена. Ја закаже седницата. Тоа е обврска на председателот на собрание. А сега имаме ситуација колку пратеници, толку толкување на закон. Ако можам да ја завршам мислата. Прва работа, многу е битно да кажем една работа, дека овој закон албанците чекаат 27 години. А не како што вие викате еден ден, 2 дена. 27 години, прва работа. Втора работа, јас лично сум млад политичар, но и на говорница и на јавни настапи секогаш сум кажал благодарам на сите политички лидери за овие 27 години кај албанците, што биле мудри, оставиле место за толеранција, овој закон да се донесе сега, да кажеме во 2018, а не да се заврши тој што требаше последниот дел од рамковниот договор што требаше да заврши 2004. Господине Мемеди, сите заедно и албанците и македонците повеќе од 12 години очекуваме Македонија да го направи клучниот исчекор кон членство во Европската унија и сега ги имаме тие шанси. Со носењето на овој закон, така како што го донесовте на мускули, вие ги подкопавте сите шанси да реформските закони конечно да се најдат на агенда. Почитуван новинар, апсолутно не е така. Значи, јас уште еднаш кажувам дека албанците апсолутно биле мудри за овие 27 години, зборувам за политичариве, за лидериве, што не оделе на мускули. Тоа на мускули 2001 знаеме точно што се случи и не сакам јас да се навратам назад една работа. Ова израз на правни експерти, поранешни судијки во судот за човекови права во Страсбург, кои самата постапка ја оценија така. Зносење на закон на мускули, на сила. Не е баш така, не е баш така. Значи, многу е битно, јас на говорница во парламентот кажав една работа. Дека за овој закон треба да гласа и СДСМ, треба да гласа и ВМРО ДПМН. Зошто? И тоа треба да го направат со задоволство. Не бидејќи немаме бројки и заради бројките немаме друга алтернатива ово да го направиме. Не. Мислам дека е последниот дел од рамковниот договор, што требаше да заврши многу одамна, прва работа. Втора работа, што има лошо тука да се гласа еден закон за правата на еден етникум во државата. Со задоволство и јас лично на говорница, на господинот почитуваниот пратеник Стево Пендаровски, му кажав дека многу е битно СДСМ, па дури ВМРО со задоволство да го носат овој закон, бидејќи и тие се грижат, и тие треба да се грижат за албанците што живеат во оваа држава. Во случајов јас спорам процедура. Господине Мисовски истото праша. Да бевте на местото на Талат Џафери, дали ќе на крајот ќе одговорам на тоа прашање директно. Но сакам да направам една мала ретроспектива. Кога се многу мала немаме време па да одговори законот 2011 година. Законот беше услов за формирање на влада. И знаете, тоа се донесе пред да се формира владата. Тој закон се донесе заедно со хашките случаи пред да се формира владата. Овој закон е пуштен во редовна процедура и пратениците на ВМРО ДПМН имаја шанса повеќе од 40 дена. Законот е во скратена процедура со европско знаменце без никакво оправдување. Законот не е во скратена процедура, него законот беше пуштен во редовна процедура. Со европско знаменце што значи исто. Пратениците на ВМРО ДПМН имаја шанса во таа прва фаза да го направи тој така наречен филибастеринг, каде што меѓу себе со денови се реплицираја. Тоа исто така беше преседан и кршење на деловникот. Пратеници од иста пратеничка група не е дозволено во деловникот меѓу себе да се реплицираат. И ние тоа како процес го издржавме. Значи дававме шанса. Ајде, пратениците од ВМРО ДПМН одлучиле таков вид на филибастеринг да спроведат во собранието. Во втората фаза, во второто читање,
се поднесу амандмани толку колку што се поднесува. Расправата на Комисијата за европски прашања траеше толку колку што предвидува деловникот. Тука воопшто не беше прекршен деловникот и во третото читање практично председателот на државата ни го врати законот во една процедура која што морам да потенцирам, а и тоа и за вас и за граѓаните, дека се работи за една недореченост во деловникот. Има во деловникот повеќе недоречености, затоа што овој деловник е правен во отсуство на опозицијата, е донесен 2008 година, кога ние бевме надвор од парламентот, кога бевме во опозиција. Да не се враќаме многу назад, многу членови внатре се внесени токму на барање на кои што максимално го контролираат, ќе не доведе во ваква ситуација. Да, председателот на собранието постапи исправно, согласно деловникот, и го поддржувам потезот кој што председателот на собранието го направи и го донесме законот со мнозинство на гласови. Мислам дека не го прекрши, ама буквално во ниту еден член деловникот, ниту пак устав. Дали би ги примениле лично истите членови? Да. Имаше тука има еден впечаток дека сепак е ова тенко издржан правен аргумент за да се оправда политичката волја. Фројдовска грешка на господинот Талат Џафери во интервјуто во петокот во другото Не верувам дека председателот Талат Џафери може да направи фројдовска грешка. Прво вели дека членот 164 врз основа на кој ги отфрли амандманите е тој. Меѓутоа, од друга страна вели дека тој преговарал со ВМРО ДПМНЕ за да не постапил ништо лошо ако преговара. Ако така ви кажа. За да повлечат дел од амандманите и да се најде некаков компромис. Амандмани може да се поднесуваат само на амандмани што се прифатени во второто читање. Зошто преговарал со недореченост? Значи ги легитимирал амандманите ако преговара. Ако ми дозволите, председателот на собранието. Неговата изјава е: преговарав, не добив гаранција од ВМРО ДПМНЕ дека ќе ги повлечат подписи. Должност е на председателот на собранието да ги повика пратениците да поднесуваат амандмани. Тоа е негова должност. При тоа, во рокот од тие 3 дена, додека од стручните служби му дадат сугестија дали одредени амандмани се поднесени согласно деловникот. Тој тоа мора да го направи. Тоа деловникот го патува. Тој не може да знае однапред каква содржина ќе имаат амандманите. И тука апсолутно исправно не може да ја цени содржината на амандманите, тој вели ве повикувам и ве потсетувам дека се поднесуваат амандмани исклучиво за забелешките на пратениците. Тоа е деловничка обврска на председателот. И потоа врз основа на истиот член вели се повикува на членот 164 и не верувам дека председателот на собранието направил фројдовска грешка, туку постапил согласно членот 164 ставот 2 каде што е дециден дека во третата фаза се поднесуваат амандмани само на измени. Па кога му текнало на Талат Џафери на тоа? Тоа е закон, тоа е нешто што е напишано во членот 164. Ама тоа треба да го знае на 20 кога ги повикал да поднесуваат амандмани. Моje мислење, зошто разговарал со опозицијата, ќе ви кажам и тоа. Смета дека е добро, како што и во претходниот период имало многу контакти со опозицијата да проба да и му каже дека амандманите не се во функција на подобрување на закон. Тие се во функција да се блокира работата на собранието. И веројатно, тоа ќе си го дозволам, можеби некој погрешно ќе ме разбере, веројатно имало некакво сценарио каде што дел од раководството можеби на ВМРО ДПМНЕ и поддржувал овој пристап на ВМРО ДПМНЕ, ама дел го поддржувале. И случувањата на денот кога се носеше закон и истапот на Никола Груевски ме наведува на размислување дека практично некој во структурите на ВМРО ДПМНЕ, во дел од структурите, смислил некакво сценарио како ќе се обиде да врати Никола Груевски во живот и тоа Никола Груевски го направи на тоа е друго сценарио. Сега и вие влегувате во истата замка. Господинот Талат Џафери вели: јас преговарав со ВМРО ДПМНЕ со предлог. Ние го повлекуваме делот околу санкциите, со тоа паѓаат над 30.000 амандмани. Не можете. Кажано од господинот Талат Џафери зашто преговарал со ВМРО ДПМНЕ. Да ги повлечат. Откако не добива согласно уверување дека лидерот на ВМРО ДПМНЕ може да обезбеди таква согласност од сите пратеници, вие практично го ми ја одобрувате мислата која што тој се решава да премине на друга постапка. Доколку се согласил, значи
ќе се разговарало Значи, за дел од подржувате за оно амандманите. што А пред треба малку да ви го разговара говорев, со опозицијата или не треба практично сега? имало некакво сценарио Не е во спорно дали треба да опозицијата. разговара со опозицијата, Да. туку Не е гледам- спорна примената на Боли, јас 164, но не еве гледам господин причина председателот на Панчев собранието е зошто да не покомпетентен. разговара со Не. опозицијата. Да. Имало многу случаи каде што овој председател Не е на спорно, собрание не е спорен разговарал за муабетот. X Спорно прашања. е различната интерпретација на 164. Ако се согласил Мицковски, ако ги повлекле, значи амандманите ќе важија, па ќе останеа Повторно 50 и доаѓате на ќе мојот можело да заклучок се дека проголта господинот 10 Мицковски дена немал забрана. комплетна контрола на делот од пратеничката група која што поднела амандмани. Не Значи- за да го подобри законот, туку да Господин го Ремир. блокира процесот на донесување на реформски закони во собранието. Може да замислите да завршам само ако ми дозволите. Ако се отвореше расправа по било кој амандман, што според мене е крајно неделовнички, не знам кај ќе завршиме во Господин Минов. работата на собранието. Јас се извинувам што морам да кажам дека сега ми е уште повеќе потврда што како опозиција не гласав за 20 подпредседатели, што се денеска мои соговорници, затоа што сметам дека оваквото образложување и коментирање на прво настаните, а во врска со тоа и деловничките процедури и самиот закон, у најмала рака е неделовничко и неуставно. Зошто? Прво ќе се обратам до господинот Мемеди. Категорички тврдам дека пратеничката група и јас лично не обструираме, него се солидарираме со нашите колеги кои се уште во притвор по настаните од 27 април. И тврдиме дека они не се терористи и тоа во истрагата и судската постапка ќе се потврде. Затоа што до мене седе тој Сашо Василевски, го знам и Крсто, тоа не се терористи. Второ, сакам да ви кажам дека многу е добро и јас ве целосно разбирам дека сите раководства на партиите албански во Република Македонија многу мудро постапувале за цел овој период од 27 и тоа е за оправдување. И тоа има основа да се дочека донесувањето на оваков закон. Но многу е битно да се потенцира дека контекстот на тие права и слободи на албанскиот дел од албанскиот народ кои што живеат во Република Македонија по уставната формулација на како категорија, од страна на мнозинската национална заедница македонците, ниво еден дел, ако сакате и во партијата во која што припаѓам Гром, и во коалицијата во која што припаѓам за подобра Македонија, и како пратеничка група, и во огромен број на граѓанство, не се против унапредување и усовршување на употребата и остварувањето на мајчиниот албански јазик. Но, оваков закон како што се донеси, каде што употребата на албанскиот јазик се поистоветува со македонскиот јазик на цела територија, во сите органи и во сите постапки, на сите нивоа, што значи и во моје Кавадарци, и во што значи и во моите Тиквешија, што значи и во цела југоисточна и источна Македонија и така над, кај што има 0 албанци, тоа не е унапредување на правата на употреба на мајчин јазик на албанци, бидејќи таму ги нема. Сегашните постојни законски и врз основа на уставот решенија, кои што таа двојазичност на употреба на албанец ако дојде во средина кај што е малцинство или ги нема, е гарантирана и уредена преку комуникација со надлежното министерство, остварување на право на употребата на својот мајчин јазик. Да, го слушнеме одговорот. Да бидеме поконцизни само, бидејќи има многу прашања, особено околу другиот дел. Само да довршам. И законот што е донесен е една работа, а јас сум убеден и ги охрабрувам сите што не се истомисленици дека овој закон е
неуставен, односно се убедени дека е неуставен, дека неговата имплементација нема среќа. И тоа ќе се докаже, и јас како пратеник ќе го така определа моето дејствување, да со понатамошна расправа, со понатамошното аргументирање, со понатамошната вклученост на научната стручност, која сега во оваа постапка ите како се заобиколи, а тоа беше барање на нашата пратеничка група, да ги вклучиме во јавната стручна расправа сите компетентни субјекти и да се најде уставно решение не против албанците за употреба на нивниот мајчин јазик, него за оноа што значи таму кај што му требат на албанците употреба на јазик. Треба да стапи законот на сила. Ве молам за одговор, но бидете по-контизен. Прва работа, на почитуваниот колега, јас би му кажал вака. Да оставиме Уставниот суд, нека го каже својот збор. Ниту Весел Мемеди, ниту Панчо Минов, да не зборуваме сега колку го познаваме правото или не го познаваме, да го оставиме судот, не го каже зборот. За да го каже зборот, треба да стапи на сила во службен весник и да почне процедурата. Еве Панчо Минов нека поднесе иницијатива до Уставен суд дали е уставен или не. Прва работа. Втора работа. Мислам дека преку глава им е на албанците, искрено ќе кажам, цело време пратениците на ВМРО ДПМН на говорница викат дека ние немаме ништо против правата на албанците, ама и продолжуваат. Апа нема никаква логика. Апсолутно нема никаква логика да немаш ништо против албанците, ама да си против овој закон. Втора работа. Третата работа. Истиот овој закон, ако не уште по-софистициран, од страна на ВМРО ДПМН, беше прифатено кога беа преговорите со ДУИ. Значи, се е прифатено, уште повеќе од тоа што е сега, бидејќи не е прифатија во врска со СЈО и сега не се на власт и сега не е така, бидејќи овој закон е надуставен. Значи, многу е битно. И четвртата работа, ќе завршам тука. Многу е битно да ги слушаме сите граѓани. Во овој случај, ако се работи за правата на албанците, нека си го кажат зборот албанците. Не може сега колегата Панчо Минов, што е македонец, да ми каже што е добро и што не е добро за Весел Мемеди. Мислам дека не е во ред. Нека си го каже зборот Весел Мемеди, нека си го каже зборот Панчо Минов за тоа што треба. Затоа е собранието и сето тоа да биде низ една процедура. Ние во овој момент ја спориме процедурата, сите си го кажете ставот околу процедурата. Да одговорам на тоа прашање кој вие го како ќе заврши, како ќе стапи на сила законот за да може и господин Панчо Минов и сите што се против да го успорат пред Уставен суд и конечно да знаеме што е што. Бидејќи ова е една од најгледаните емисии, сметам дека имам таква врска. Благодарам на комплимент. Бидејќи сум 12 години пратеник, сакам граѓаните на Република Македонија да ја уверам дека повреда на процедурата од страна на председателот и на парламентарното мнозинство немаше. Тоа одговорно ви го тврдам. Впрочем, ако било кој чувствува дека имало било каква потреба, има органи во државата, има Уставен суд и може да покрене било каква иницијатива. Бидејќи спомнавте во делот на амандманите. Членот ВМРО ДПМН има поднесено преку 33.000 амандмани на членот 22. Тоа е во делот на казнената политика. Направиле една математичка формула. Например, казната да не е 5.000, да е 4.990, да не е 4.999, 4.835. Тоа нивно право, ние видовме и рецитирање поезија и молчење во собрание, така што тоа се легитимни средства за битка. Го потврдува, ја потврдува изјавата на потпредседателот на ВМРО ДПМН дека тие практично не сакале со амандманите да го подобрат текст. Туку сакале да направат блокада на законот. Тоа е факт. Прашање е риторичко, прашање во јавноста кое што експертите го отворија. Требало да се донесе таков закон, не требало да се донесе. Истото беше и со законот за забранители. Па на снимките слушнавме дека било местенка тоа меѓу Сашо Мијалков и Муса Џафери. Ние ќе поднесеме закон, вие поднесете амандмани и кјутете после во собрание за никогаш да не дојде на дневен ред. Не случајно замолив да направиме на ретроспектива. Немаме многу време за ретроспектива. Кога се носеше законот 2011 година и сега. Законот беше пуштен во редовна процедура. Тоа што е. Што ќе се случи сега? Само момент. Сега треба да дадеме шанса, прво, председателот
на државата, согласно уставот. Во ред, ако да не го потпише? Ако не го потпише, ќе седнеме и ќе разговараме. Како што Со кого? Со председател? Како што со тие кои што имаат влијание врз председател за жал на државата. Со тие истите со кои што председател Талат Џафери разговарал и убедувал дека не е добро да се кочи носењето на законот, дека не е добро да се кочат процедурите, веројатно со истите тие структури кои што имаат влијание на подпредседател би потпишеле вие сам закон на двете места? Кога би биле председател на собрание? Тоа е премногу хипотетички, Добро, дај да му одговорам на ако може да одговорам, премногу е хипотетички. Прво кога ќе бидам председател на собрание, веројатно ќе ви дадам таков одговор сега. Не би сакал да одговорам на хипотетички прашања. За вас Мисовски, се извинувам. Не сум Муковски, пошто изрешите. Мисовски. Јас се извинив. Океј. Дезинформација е ваша на јавноста дека пратеничката група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија поднела амандмани само на периферни делови од членовите на Законот за употреба на јазиците. Ние поднесовме амандмани на сите укажувања од страна на председателот на Република Македонија на амандманите на текстот што се донеси од парламентарното мнозинство неуставен. И не имаме поднесено амандмани, господине Минов. Знаете дека и ние парламентарното мнозинство поднесе амандмани. Тоа е парламент. Требаше по тие амандмани да се расправа. Колку време? Колку што треба, значи нема поскапа работа од демократијата за да тоа се преточе во еден квалитетен, уставно заснован закон. Инаку прогласот од председателот за ствари не подпишување на указот за прогласување. Немојте да сите сме државјани на Република Македонија. Треба си ја сакаме државата. Треба да ги сакаме институциите на државата и да ги цениме. Така подценувачки се третира неподпишувањето на указот за прогласување, дека тоа е како нешто ништо и дека тоа не треба да има некој значај кој што треба релевантно да се третира, да се расправа и по истото во една собраниска процедура и да се одлучи. Па ние ако на пример ги земиме сега моментите кои што ако сакате да расправаме за уставноста на законот, вие се држите само за некои процедурални работи, се држите само за лидерот на ВМРО или за самата партија ВМРО. Дај да, ако сте подпредседатели на собранието, ајде да аргументирано расправаме и на оваа емисија, што е тоа што е уставно, а што е неуставно. Цело време го Па, господине Минов, околу уставноста не сме ние надлежни. Тоа е уставниот суд. Најголемата неуставност е во тоа што со закон, со просто мнозинство, апсолутно мнозинство од 61 се донесува измени на закони кои што регулираат проблематика од системски карактер и се носат со двотретинско мнозинство. Категоријата на граѓани на Република Македонија кои што се повеќе од 20% во тие локални самоуправи да користат употреба на службен јазик како во Република Македонија. Со таквата категорија сега 20% се проширува на цела територија на Република и тоа е неуставно. Прво законот не е за двојазичност. Законот не е за двојазичност. Само кратко одговор и сакам да го завршиме овој дел околу двете заклучни соцема кратки реплики. Треба да дадеме шанс Уставниот суд да се произнесе, ако некој покрене постапка. ВМРО ДПМН се изјасни дека ќе покрене постапка. Но она што сакам да ги уверам граѓаните е дека постои расположение во парламентарното мнозинство. Значи коалицијата предводена од СДСМ, вклучително и коалициониот партнер ДУИ. Осем подпишувањето на указот на председателот и објавување во службени извести, ќе се прати писмото до Венецијанската комисија. Но исто така постои расположение да седнеме со опозицијата, дали тоа ќе биде преку работни групи или не знам во каков формат, или тоа ќе го организира председателот на собрание, да видиме дали е навистина така како што во овој момент тврди ВМРО ДПМН дека е така. Да видиме дали има можност да поправиме делови од текстот за кои што тие сметат дека се
неуставниот. Иако велиме дека уставниот суд тоа треба да го направи. До четвртокот беше времето за тоа. Не секогаш постои време за диалог. Една порака за ово прашање би сакал да кажам. Доколку председателот на државата не го потпише сега, што е обврзан уставно, е обврзан да го потпише. Значи, председателот на државата ќе достави еден пример до сите граѓани на Република Македонија, дека луѓе, јас како председател на државата можам да го кршам уставот кога јас ќе посакам, па вие терајте уште повеќе од мене. Значи, многу е битно да внимаваме тука. Председателот на државата, како прв човек на државата, јас не би кажал дека он се осмели или може да се осмели да не го потпише тоа до четвртокога, бидејќи ќе достави еден пример што ќе остане запаметено за секогаш. Значи, мислам дека он и останатеве и целата таа институција разбира за што се работи и мислам дека нема да се осмели. А ако се случи таква работа, мислам дека ќе оставиме еден пример, еден белег, што не може тоа да исчезне едно за сега. И ова е преседан врз преседани. Исто како што парламентарното мнозинство остава белег на неуставно носење на закон, за 27 и ви сте директната причина, за реакцијата на државничко однесување на председателот на републиката. Со ни еден гест на третирање на расправа на амандмани од укажување на председателот се заобиколи како да тоа не е ништо. Господине Минов, да ги оставиме на ваша адреса е неуставно. Господине Минов, дали е подобро председателот да го потпише законот и понатаму да се докажува неговата уставност или неуставност низ институциите, или едноставно да се продолжи оваа ситуација во која што можеби парламентарното мнозинство ќе посегне по нов преседан? Моето лично убедување е дека, бидејќи парламентарното мнозинство не постапи ништо со укажувањето на председателот на републиката, се заобиколи расправата по неговите укажувања по амандманите што на нивна основа ги поднесовме ние како пратеничка група, сметам дека за мене лично е многу државничко право на председателот на републиката да не само не го подпише указот за прогласување сега на повтор пат донесен закон, него да се продолже расправата по однос на уставноста на овој закон. Овој закон нема да доживее имплементацијата на спроведување во праксата затоа што не одговара на вистинските интереси и на македонците, а и на албанците. На албанците многу други работи му требат и за многу други работи они плачат и му се проблем, а не да не му е значајна употребата на мајчиниот јазик, но сигурно дека употребата на мајчиниот јазик таму каде што се заостварување на нивните права у однос на државните органи, правосудните органи, по однос на извршните постапки, по однос на личните документи, али таму каде што тоа се пренабрегнува и се проширува на цела територија, таму каде што со неодредени формулации, вика и во сите органи и институции, во сите постапки, тоа е нејасно и тоа мора да падне и во спроведувањето, а и во сигурно покренатите постапки за уставност на овој закон. Председателот на државата според уставот мора да го потпише законот. Тоа е негова уставна обврска. Ќе следува. Добро, ја знаете како од председателот на државата господинот Иванов сме виделе многу изненадувања. Видовме ние многу преседани во собранието, не е само член 164, член 170 исто беше причина за црниот понеделник и неговата различна интерпретација, така што во овој деловник има многу потенцијал за криза. Меѓутоа, што понатаму и дали ова ќе го зголеми јазот меѓу власта и опозицијата и која е судбината на реформските зафати. Кратка анализа на Александар Манасиев, што се од клучните реформски проекти е во застој во собранието.
Собранието може да биде главен двигател, но и главен кочничар кога се носат законите во земјава. Политиката има мок да делува како катализатор, ако сака некој закон да се убрза, неретко и по цена да се заобиколи правната процедура. Но политиката има мок и да ја крене рачната кошница, ако сака да го одложи или спречи носењето на некое законско решение. Во Македонското собрание од почетокот на годинава седници имало вкупно 12 дена, и тоа 7 денови во јануари, 1 во февруари и 4 во март. Во овој период биле донесени 29 закони. Од нив само законот за употреба на јазиците е нов, а останатите 23 се измени и дополнување на закони, и уште 6 закони се ратификации на конвенции и договори. Ако се анализираат само голите бројки, ќе се добие впечаток дека во неполни 3 месеци парламентарците завршиле речиси исто толку работа како цела 2017-та, кога на 145 одржани седници биле донесени 33 закони. Сето тоа изгледа минорно во споредба со 2016-та, кога на 293 седници биле донесени 365 закони. Изгледа смешно, но некои денови пратениците како да се надпреварувале за Гинис, па за помалку од 8 часа работа донеле 41 закон или по еден закон на секои 11 минути. Но не секогаш биле вака мотивирани за работа, па некогаш со недели па и со месеци не донеле ниту еден закон. Дека собранието може да биде кочничар при носењето на законите, покажува извештајот за сработеното во така наречениот план 369, каде има низа важни закони, чие донесување доцни и тоа по неколку месеци од утврдените рокови. Во делот правосудство 3 месеци се доцни со измените на законите за судови и судски совет, чиј рок беше декември 2017-та. Рокот е промашен и за дополнувањата на законот за заштита на сведоци, како и за измените на законот за судови во делот на дисциплинската одговорност на судиите. Образложението за ова е немањето политички консензус. Од мерките предвидени во делот на правосудство, значи касниме во законите кои што бараат консензус помеѓу владата и опозицијата. Меѓутоа, пак не сакам да го искористам да ја искористам оваа ситуација за да префрлам нечија вина. Туку напротив да повикам консензус по однос на овие важни прашања. Пратениците доцнати со работната група за реформи на парламентот за постигнување политички договор за измени во деловникот, како и со носењето на етичкиот кодекс. Таму каде што доцнат изговорот е недостиг на политичка согласност, иако реално таква согласност помеѓу власта и опозицијата во Македонија безмалку и никогаш да не постоела. Да, тоа беше кратката анализа што се е во застој во собранието. Еве, господине Мамеди, ќе почнам од вас. Кога ќе дојдат реформите клучни за она што е заедничка цел на сите граѓани? Пред малку во првиот дел реков, повеќе од 12 години македонците и албанците сонуваат за таа препорака и еве сега сите, особено од владеачкото мнозинство, не убедуваат дека е клучниот момент кога таа шанса треба да се искористи, но клучните закони, од кој дел зависи априлската препорака, се заглавени во собранието. До кога? Јас мислам вака. Ќе му дадам мојот одговор, прво ќе кажам една работа. Тамам сите ние во општеството во ова држава, и институциите, и власт, и опозицијата, и политичките партии, па дури и општество, тамам најдовме консенсус за решавање на спорот со името. Опозицијата, ВМРО ДПМН во овој случај, најде еден изговор, алиби, еве законот за употреба на јазиците, и да се дефокусира јавноста од овој консенсус што веќе беше изграден во општеството. Да не се враќаме, можевте и вие да го одложите и да си го донесете во јули, па да им дадете предност на сите овие закони. Значи, вака, кога ќе дојдат овие закони на агендата? Неколку закони веќе се поминати, прва работа. Втора работа, некои закони што и не треба двотретинско мнозинство, ние бараме од опозицијата да биде присутна, да ги донесеме, за да имаме поквалитетни закони. Втора работа. Трета работа, тие закони што апсолутно треба двотретинско мнозинство, мислам дека и парламентарното мнозинство, особено СДСМ, во преговори со екипава што имаме со останатата екипа на ВМРО ДПМН, мислам дека ги усогласуваат ставовите во врска со овие закони што има потреба за двотретинско. Поголем дел од овие што чекаат ред не треба двотретинско. Значи ние не треба. Значи ние намерно како парламентарно мнозинство одлучивме да ги причекаме опозицијата и тие да бидат присутни кај овие закони за да имаме поквалитетни закони и тие да земат заслуга
за тоа дека некои работи ги направивме заеднички за да го стигнеме тој пат што работи. Значи, ќе го кажам мојот став сега. Мислам дека не треба баш сега во 2018 каде сме апсолутно многу блиско и условувањето да исчезне од препораката, од тој извештај и да добиеме датум конечно за преговори со Унијата, а исто време во јули самитот да бидеме 30 членка на НАТО. Ние сакаме сите заедно ова да го направиме и заслугите да ги земеме сите заедно. И опозицијата, и позицијата, и никој утре да не каже дека ова јас го направив, бидејќи бев во опозиција и така натаму. Значи јас апсолутно и сега ќе искористам. Тоа е проблемот. Стојат, законите не се носат. Кој имаме вице-премиерот за евроинтеграција и вели доцниме. Го имавте францускиот амбасадор кој ви рече тоа што се случи не личи на една демократска држава, а 30 од вас или колку пола собрание беше 20 дена во Вилтон парк да учи демократија. Ве молам да не се вратиме пак назад, бидејќи имавме и Столтенберг беше тука и рече дека апсолутно ги поздравува сите луѓе во врска со законот за јазиците, па сега да се вратиме. Ама го имаме и Хан кој што рече одберете ги што е приоритетно. Хан кога не ми одговара ќе го земам Столтенберг. Мислам да ја оставиме ова политика настрана. Мислам дека сите заедно и ВМРО и парламентарното мнозинство треба државнички да се однесува, а не заради политички интереси. Значи мислам дека ВМРО си плати цена за ова работа и не верувам дека има таков комодитет ВМРО да помне да плати уште цена за ова работа. Тие треба да бидат присутни во собранието, да се гласат и тие закони што не треба двотретинско, а и тие закони што требаат двотретинско мнозинство. Мислески, ќе дојдат реформите на ред? Прво, не се согласувам од прилогот дека собранието ќе биде кочничар. Не знам како собранието би било кочничар. Ако постигнеме консензус, многу брзо ќе ги донесеме закони. Заради тоа, ако постигнеме. Значи, имате закони за кои што не ви треба двотретинско мнозинство, што чекате? Тоа е едноставно прашање. Во овој момент има 6 групи помеѓу парламентарното мнозинство и опозицијата, кои што повеќе од месец дена преговараат. Зашто? За сите аспекти во општеството, вклучително и барањата на опозицијата. Сега имаме, ќе ви кажам еден пример. Има групата јас која што ја водам, заедно со колегата Илија Димовски, имаат одредени барања во деловникот за кои што навистина утврдиле за овој нивниот сами што си го донесува, дека се одредени одредби во деловникот недоречени. Сега тој дел го се обидуваме да постигнеме некаков консензус во делот на конститутивната седница, во делот на одземање. Вие отварате нови прашања. Што работите за овие закони кои што стојат пред вас и од кои што зависи дали во април ние ќе добиеме безусловна препорака или не? Законот за заштита на сведоци е потребно 61. И зошто не го носи? Ние сепак одлучивме да ги прифатиме одредени забелешки од опозицијата. Така сме одлучиле. Ние сметаме дека демократија на поинаков начин треба да ја практикуваме, за разлика од тоа кога ВМРО ДПМН беше на власт. Може замислите, Боби, што значи сега тоа дека ВМРО е со една нога во собрание, со друга надвор? Може да замислите точно. Точна е констатацијата. Може да мислите во изминатиот период, а бидејќи добро, мислам дека во континуитет го следите работата на собранието. Може да мислите сега ние во каква фаза сме? Разговараме или преговараме со опозицијата. Тоа било нешто незамисливо во минатиот период. Да, формиравме 6 работни групи, регулаторни тела, деловник, делот од реформите од правосудниот систем. Еве ќе кажам, во делот на кога се среќавате, каде се среќавате, зошто тие средби не се јавни? Имаме средби по кој рецепт се по Жан Моне, по Вилтон парк, по кој? Па веројатно дел од процесот во Жан Моне е и ова за кое што јас сега ви говорам. Кај се случува тоа? Во собрание, надвор од собрание, кај се среќавате? Во собрание, да работат на пратениците, да работат во собрание. Зошто јавноста не знае дека има 6 работни групи, на која работна група, што има на дневен ред и кој закон? Затоа постојат овие дебатни емисии и ви кажувам, еве, јас ја предводам работната група за деловникот. Затоа постои обврска што ја вие прва од сите начела за транспарентност. Законот за судовите. Законот за во безбедносно разузнавачкиот сектор. Носењето на ОТА, оперативно-техничката агенција. За тоа не ни треба двотретинско мнозинство. Но сепак одлучивме одредени забелешки да ги
и слушаме од страна на опозицијата. Имаат забелешки во оперативно-техничката агенција. Ова е сега новата која што ќе ја формираме, каде што свичовите треба да бидат таму. Може замислите сега, парламентарното мнозинство или министерот за внатрешни работи, овој актуелниот, се откажува од најмокната алатка која што на претходното раководство беше во ред, ама зошто во делот на злоупотребата. Зошто сето ова е државна тајна дека има работни групи кои што разговараат? Не, па еве вие сте до завчера по потреба се признаваше дали има или нема работни групи. Многу функционери од парламентарното мнозинство во многу дебатни емисии кажале дека постојат такви работни групи и дека ние дебатираме. Тоа е еден дел од придобивките кои што сакаме да ги промовираме. Зошто зад затворени врати кога сите сакате дебата, инклузивност на сите сегменти? Што е потребата да се криете, па сега како вие му се додворувате на ВМРО, а тие како да глумат дека се додворуваме, јас не го кажам. А тие како глумат навредена невеста. Ние разговараме за одредени прашања. Сме ги поделиле работните групи во различни сегменти и сакаме со опозицијата да постигнеме консензус. Не верувам дека тоа го земате за зло. Не, воопшто само прашуваме како јавност, бидејќи овие информации не ги знаеме, зошто е сето тоа тајно, зошто не верувам дека треба да ја вклучиме јавноста во делот каде што разговараме во делот на промена деловник. Кога ќе дојдеме до некакво приближување, а сме многу близко да тоа све што го договараме го ставиме на хартија, ќе ме повикате повторно на емисија мене, колегата Илија Димовски и ќе кажеме зашто сме се договориле. Имате вие собраниски комисии каде што ние сите можеме да го следиме, да следиме што разговарате, а не овие пазари да ги правите за затворени врати. Тоа е ваш заклучок, се извинувам. Па ако е за затворени врати надвор од процедурите е пазари. Се ова што ќе го договориме, ќе го преточиме во законски решенија. И тогаш ќе бидете сведоци сите и вие и македонската јавност. Тоа што сме го договориле ќе го изгласаме и ќе го ставиме на брза трака. Сите тие реформски закони кои што сега се велите вие закочени ќе ги донесеме. Господин Минов, учествувате во овие работни групи и која е целта ако од друга страна велите дека нема враќање во собранието, односно двосмислена е пораката на шефот на вашата коалиција, од една страна вели од реформската маса никој нема да не тргне, ама условите за враќање остануваат. Што е тука не е јасно, ја не знам и двосмислено. Се враќате или не се враќате? На седница ве нема, во Вилтон парк одите да се шетате, а преговарате за затворени врати со ВМРО ДПМН. Или враќате се во собрание, или не. Нашето враќање е врзано со ослободувањето од притвор на нашите колеги. Тоа се работа на правниот систем, нели се борите за правен систем? Добро, ние не сакаме да учествуваме во работа на собранието во кое што се одлучи одземање на имунитетот и наши колеги се наоѓаат во притвор. Тоа е наша одлука и наше А не ви смета ваши колеги да одат на прошетки во Вилтон парк? Не ви смета тајно да преговараат со работните групи на СДСМ? Тоа што А пред јавноста не излегувате да дојдете на седница да притиснете едно копче на глас на закони кои што се битни за сите? Тоа што ние не откажуваме од реформските преговори ја мислам позитивна работа и само така бидејќи на опозицијата е местото во парламентот и овој парламент и ова парламентарно мнозинство не е парламент ако нема опозиција. Ќе се вратите? Да. Кога? Кога ќе се ослободат нашите колеги. Ви благодарам, одиме на кратка пауза за реклами и останува последното прашање околу надлежностите околу работата на парламентот, кој што произлегува од последната анкета на Телма, а тоа е огромната недоверба кај граѓаните во пратениците како нивни народни избраници. Во завршница сме на вечерашната топ тема. Премногу време очекувано потрошивме околу прашањето за јазикот кој што е и актуелно и во себе има многу предизвици, ново продолжение и последниот сегмент за парламентаризмот во Македонија, а разликата меѓу ветеното и она што почна да се спроведува. Огнен Чанчаревиќ, фактографска анализа. Одговорно и отчетно собрание со помал број на пратеници, учество на граѓанскиот сектор во работата, отворена листа и една изборна единица без злоупотреби на патните трошоци. Ова е собранието какво што го ветуваше СДСМ во својот план за живот пред декемвриските избори во 2016 година.
1,5 година подоцна собранието е исто какво што им го оставија предходниците, а ветувањата останаа само на хартија. Законите се носат по скратени постапки. Пратениците гласаат без да знаат зашто. Патните трошоци им станаа главен извор на приход на сите пратеници, без разлика на партија, а контактите со граѓаните се сведуваат на оние кога некој протестира пред парламентот. Што беше напишано во изборната програма на СДСМ за собранието? Враќање на дигнитетот на институцијата која била претворена во безгласна буква и сведена на гласачка машина. Ќе обновиме и почитуваме уставната позиција на Македонското собрание. Тоа ќе значи дека избраните представници на граѓаните, а не нивните партиски шефови, ќе ги носат клучните законодавни одлуки и ќе имаат вистинска моќ и политичка волја да обезбедат контрола над извршната власт. Деградацијата на парламентот продолжи. Пратениците паднаа уште на првиот тест. Дефокусирани, не гласаа за закон кој самите го предложија. Собранието ќе биде дом на граѓаните и една од клучните ставки во програмата, според која се обврзуваат да иницираат деловничка обврска за сите комисии да овозможат учество на невладини организации, синдикати и комори во дебатите за генерални политики, стратегии и клучни закони. И пратеничките канцеларии кои беа ветувани не проработеа. А СДСМ најави дека ќе ги задолжи пратениците да ги објавуваат податоците за присуство, гласање и дискусии и во овие канцеларии. Намалувањето на бројот на пратеници, отворени листи и промена на изборниот модел исто така се најдува во планот за живот. Ке почнеме разговори со сите други партии во парламентот за да го намалиме и бројот на пратеници помеѓу 90 и 100, што сметаме дека највеќе ќе одговара на Македонија. Не е битно само колку се, битно е и кои се. Ќе предложиме промена на изборниот модел, при што Република Македонија ќе биде една изборна единица. На тој начин ќе обезбедиме еднаквост на гласот на сите граѓани. Ќе создадеме шанса помалите политички партии да имаат самостоен настап, наместо да зависат од предизборните коалиции, и ќе ги прекинеме непродуктивните политички дебати за промена на границите кај изборните единици. Посебна точка во програмата е носењето на законите. Скратена процедура е лоша процедура, сметаа од СДСМ, бидејќи го осакатува квалитетот на донесените закони. Затоа најавија ограничена употреба на скратената процедура само во оправдани ситуации, а еднаш годишно спикерот ќе мора да реферира за тоа колку закони биле донесени по скратена процедура и зошто. Надзор над власта е една од клучните функции на собранието, па затоа беше ветено воведување на редовната практика на јавни сослушувања, како и обврски за премиерот, министрите и други функционери именувани од владата да се појавуваат и да сведочат пред пратениците. ВМРО ДПМН и Силвана Бонева изгубија усул во крадењето на државни пари. За само 6 месеци работа во Државната изборна комисија, Силвана Бонева зела 12.000 евра за патни трошоци или по 2.000 евра секој месец. Ќе го ревидираме начинот на исплата на патните трошоци на пратениците кои не живеат во Скопје, за да се спречат сите можни злоупотреби. Пратениците ќе одговараат за поднесување на нереални трошоци. Сите податоци за приходите и трошоците на пратениците ќе бидат јавно достапни и погодни за анализи. Една од точките на која најмногу се обрна внимание и која најчесто се споменуваше пред гласачкото тело и граѓаните беа патните трошоци. Стоп за злоупотребата на патните трошоци стоеше во планот за живот. Единствена промена кога станува збор за исплатата на надоместот за патни трошоци е што сега синдромот на Бонева се префрли кај СДСМ. Од 20 пратеници кои подигнале по 10 или повеќе илјади евра за патни трошоци, половина од нив се токму од партијата која најави промени. И така изгледа ветувањата и реалноста. Граѓаните во последната анкета на Телма 69,7% се лути на огромните патни трошоци и 67,2% сметаат дека пратениците земаат превисока плата. Она што е најинтересно, 38,3% сметаат дека пратениците никогаш и не се достапни за граѓаните. 32,6% рекоа ретко и само 12,5% контактирале преку пратеничките канцеларии. И сега, завршното прашање, сите имате по 1 минута, е сосема надвор од се што разговаравме досега. Господин Минов, кога парламентаризам во македонскиот парламент? Сте били порано во пратенички состави за кои што некој знае да каже дека били и позрели, и поодговорни, и пофункционални. Парламентаризам е необходен со
промена на досегашното работење и одлучување на парламентот, не со овакви реформи, односно нереформи, бидејќи ништо позитивно по ефекти од економија и социјален стандард на живот, подобрување кај граѓаните и стопанството нема, затоа што евидентно се носат само проформе, административно, техничко, правно, номенклатурни закони, нема суштински закони кои што ќе го подобрат животот на граѓаните, нивните семејства и на стопанството. Се оноа што се ветуваше у однос на земјоделието, од кај што ја потекнувам, ја предложив 3-4 закони од земјоделието, само за тоа што од опозицијата беа неприфатени. А тоа се баш прашање кои се од интерес за граѓаните кои се од земјоделски општини. Предложив за извршувањето, закон за граѓаните кои што тангира 400.000 граѓани кои што имаат извршни предмети, го одбија затоа што е од опозицијата. Тоа не е парламентаризам, тоа мора да се промене. Мора да има соработка, ако е квалитетен закон, ако е за граѓаните, ако е за стопанството, и ако не го предлага како сега што касне со реформите владата, и ако го предложи пратеника, јас продолжам со такви предлози, или опозицијата, за што се на големо спремаме, треба да бидат истите прифанати од страна на. Благодарам, ми звучите како Мисовски кога беше опозиционер, што значи дека нешто има длабоко во македонскиот парламентаризам и демократија, бидејќи тие го користеа истиот речник. И Мисовски, каде е вашата пратеничка канцеларија? На собствено мислење. Ке одговорам на тоа прашање. Имате 30 секунди за две. Не се согласувам во целост со прилогот. Прво, многу малку закони се поминати по скратена постапка. Само да ве подсетам, во четвртокот завршиме со една седница каде што имаше 60 закони во редовна постапка. Денес закажавме и отворивме нова седница со 50 закони кои што сите се во редовна постапка, што се однесува до патните трошоци. Ние први подкренавме иницијатива во месец декември и побаравме мислење од сите пратенички групи, не добивме. Законот го пуштиме така како што сметаме дека треба да го направиме, со тоа што побаравме во делот на законот каде што се исплаќаат патните трошоци, процентот од 30% да се намали на 20%. Или за пратениците да важи до 20%. Да, се уште ги очекуваме вистинските решенија, ова се проформа. Во функција, така да се подготви комплетно еден нов закон, кој што ќе биде сеопфатен. Само ако ми дозволите. Пратениците во овој момент имаат право и обврски по 4 закони. Закон за пратеници, закон за собрание. Нема само да кажете дека се малку платени. Сакаме само тоа нема. Не, тоа вие го кажавте. Јас сметам дека сосема пристојно се платени пратениците. Сакаме да направиме едно законско решение, опозицијата и позиција, каде што се ова за кое што се дига некаква фама во јавноста, ќе го ставиме во законско решение. Па, сосема кратко. Каде е пратеничката канцеларија на Мисовски? Нема пратеничка канцеларија. Зошто? Во распределбата во минатиот период нема пратеничка канцеларија. Што станува со вашата законска, деловничка, уставна обврска секој петок да се среќавате со граѓани? Во овој момент, бидејќи има 120 пратеника, 79 канцеларии има. Напор наш ќе биде, новото парламентарно мнозинство. Тука подпредседателот ќе биде задолжен Мемеди за мрежата на канцеларии. Ќе се потрудиме секој пратеник да може во идниот период да има и канцеларија за комуникација со граѓаните. Инаку председателот на собрание ја форсира таа идеја или тоа законска обврска од законот за собрание, петоците да ги остави на пратениците. За тоа сте избрани, не треба никој да ја форсира, тоа треба да биде оставено кредо. Споредувавте нешто со минатиот период кога јас сум во опозиција, ако ми дозволите. Немаме време, каде е вашата? Мојата канцеларија е соба број 14, општина Кавадарци, први спрат. Значи вие имате? Да. Вашата господина? Јас се уште немам. Имам во функција дека треба да имам. Прво треба да се промени. Немаме време. 30 секунди. Каде е вашата канцеларија и каде може да ве најдат? Немам канцеларија, бидејќи ВМРО ДПМН неќеше да има канцеларија за сите пратеници порано. И ВМРО ДПМН беше против да бидат избрани подпредседателите. Без подпредседатели не функционираат канцелариите. Сега кога имаме подпредседатели, имаме и буџетски совет. Сега ќе ги имаме тие канцеларии 75 во број, како што е препишено со Законот за собрание.
Се надеваме тоа чекор по чекор кон градење на вистинска демократија и поголема близкост со граѓаните. Во секој случај ви благодарам на сите тројца што бевте вечерва мои гости. Почитувани останете и натаму со Телма, интересни содржини и во ноќно студио вечерва со Снежана Лукаска Сосе.